почитувани новинари, почитувани граѓани. Според извештајот на State Department на САД, Македонија под водство на Зоран Заев е хибриден режим. Еве и зошто. Скандалот кој денес ќе го откриеме содржи информации кои потврдуваат зошто имаме режим. Информациите ни се доставени од загрижени полицајци вработени во МВР, кои не сакале да учествуваат повеќе во истата злосторничка група. Зашто станува збор? Полицајци, блиски до Социјалдемократскиот сојуз, одработувајќи за оваа партија, формирале злосторничка група за време на изборната кампања, чија цел е следење на членови на ВМРО ДПМН и злоупотреба на службените овластувања, со цел физичко малтретирање и селективно попречување на слободата на движење на луѓе кои не се од Социјалдемократскиот сојуз. Групата од над 40 на полицајци се координирала на апликацијата Viber. Во таа група именувана XXX, според она што досега го идентификувавме, има началници, полициски командири и полицајци во улога на партиски извршители. За изборите било договарано следење, малтретирање и шиканирање на луѓе од ВМРО ДПМН. Во групата членували и командирот на ОВР Прилеп, Дарко Цуцуловски, заменикот командир Ванеса Колашинац, началникот на надворешната канцеларија за криминалистички работи во Прилеп, Емилија Велковска, како и Кире Китановски, кој е личен шофер на советникот на министерот Спасовски, Оливер Лукаровски, кој според конверзацијата во групата е главниот налогодавец. Злосторничката групација, составена од полицајци на Заев и Спасовски, договарале малтретирање на секој кој не го поддржувал СДСМ. Земете му ја колата и убијте го, гласи една од координираните наредби во групата. Друга порака од групата вели: застанете ги возилата и на принуден технички преглед. Еве ги грозоморните детали. Цитирам една од пораките. Вчера во 19 часот на улица Кеј 19 септември пред зградата на зоолошката, втора зграда, Тојота црн джип ПП 0200, во кој седеше Борче Јовчевски. Во возилото седеше со УПС Микич Адамов, кој му предаваше список, односно документи. Дава информација во групата Марија Мачорот од БПС Прилеп. Ова извадок од таа конверзација која открива дека кандидатот на ВМРО ДПМН и сега веќе избран градоначалник на Прилеп бил следен од полицијата за партиски цели на СДСМ. Во друг дел од брифинзите кои си ги даваат помеѓу себе, Дарко Цуцуловски, командирот на ОВР Прилеп, пишува, цитирам: онај од комуналец замина пешки на кутии, на што Кире Китановски, шоферот на Оливер Лукаревски, дава насока: на технички, земете му ја колата, додека Александар Крајовски од БПС Прилеп додава: крвта да му ја е, 3 точки. На тоа Кире Китановски, шоферот на Оливер Лукаровски, уште еднаш дава насока: земете му ја колата, убијте го, направите нешто. Од овие пораки јасно гледаме наредба за шиканирање, малтретирање, одземање на возило за политички причини и наредба за нанесување на физички повреди и убиство. Во групата се давани насоки и се договарани и други физички пресметки, како и закани по животот на прилепчани. Откако Давор Пашковски од БПС Прилеп во групата ќе напише: обезбедувањето Александар Крајовски му одговара: 3 точки. Во продолжение, Младен Љољо од БПС Прилеп информира: БМВ црно 0898 АЦ, на што Кире Китановски, шоферот на Оливер Лукаровски, дава насока и информира: му пуштив на Џо едни билдери, минатиот пат што го нашлакаја, ќе го посетат за кратко. А Давор Пашковски од БПС Прилеп на тоа договор: ќе му прата поздрав и од друга страна. Почитувани, од ова се гледа како високи партиски функционери создавале групи за пресметки и тепање на граѓани кои не размислувале како раководството на СДСМ. Во цело се злоупотребувани и полициските овластувања, за што е можно поголема саботажа на ВМРО ДПМН. Имено, во дел од конверзацијата во групата, Борче Црнески од БПС Прилеп информира Голф ПП ДВС 260 АЦ Мирослав Кусибојски, Пежо ПП 5008 од Продановски, на што Кире Китановски, шоферот на Оливер Лукаровски, дава насока: барајте купопродажен, полномошно, кој го има законот нека види кој член е. Носете го во полиција, колку минути повеќе ги држите, толку помалку ќе однесат. Да дојди газдата по возилото ако немаат полномошно. Почитувани граѓани, почитувани новинари, скандалот продолжува. Ова е само мал дел од комуникацијата помеѓу високи полициски функционери кои биле дел од група во рамките на МВР за следење, шиканирање, малтретирање,
физички напади и оневозможување на функционери и активисти на ВМРО ДПМН во нивната работа. Во наредниот период ќе откриеме уште детали за овие нелегални и казниви активности. Го повикуваме јавното обвинителство веднаш да отвори случај против Оливер Спасовски, Зоран Заев и Љупчо Николовски, како одговорни во МВР и СДСМ за овие избори. Истовремено, ги повикуваме и меѓународните представници во земјава, внимателно да ги следат случувањата организирани од власта, а се со цел уривање на демократијата. Народот да не се плаши од Заев, како што не се исплаши ниту во првиот круг. Позади параванот, никој не може да види за кого ќе гласате. Бидете своји и изберете промени. За сите криминалци ќе има одговорност. Доколку Заев се обиде со притисоци да ја заташка работата, треба да знае и тој, и сите директно вмешани, дека ќе одговараат веднаш по ослободувањето на институциите од ваквите криминалци за сите злоупотреби и криминали кои ги правеле. Ви благодарам на вниманието.